Лу Елизондо, човекот која водеше прикриената програма на Пентагон за проучување на НЛО, ATIP, ја објави неговата со нетрпение очекувана книга Imminent. И во неја раскажува се што досега беше доведувано во прашање околу него и околу програмата и се што знае за феноменот НЛО. Книгата претходно беше одобрена за објавување од DOPSR, Defense Office of Pre-Publication and Security Review, што е официјална канцеларија на Пентагон за одобрување на било кое јавно тврдење на воените лица. Пред било кој од нив да објави книга или да се појави на интервју, мора, она што сака да го каже, да биде одобрено од оваа канцеларија на Пентагон. Покрај сето тоа што го кажува во книгата која имате на сите можни онлайн продавници, Лу често гостува на телевизија и на познати подкасти, како Джо Роган Experience и многу други. Дел од неговите тврдења во скорешните интервјуа ви пренесуваме и ние. The book lays out in vivid detail allegations that the United States military has been running a UAP retrieval and reverse engineering program for years and has even recovered alien bodies. Aliens, non-human intelligences, are real and they have been engaging with humanity. Ross, we're not alone. We are not alone in this universe, and it is a simple fact. And the US government has been aware of that fact now for decades. Во разговор со наградуваниот австралиски новинар Рос Колдхарт, Лу вели дека очекува да се случи објавата на вистината. Не сме сами во овој универзум и американската влада знае за тоа со децении. Мислам дека ако американскиот народ знае колку длабока е лагата, тогаш ќе имаме конститутивна криза, рече Лу. The American public, the entire planet, is being lied to by the American government about what's really going on. I think if the American public knew just how deep this lie went, that we would have a very significant constitutional crisis on our hands. Меѓу другите работи, тој зборува за познат случај во Коларис, Бразил, каде што бразилската војска го истражувала случајот. These people, the townspeople, were being plagued by UFOs. In some cases, they were being pursued, and reports of these laser beam type, if you will, emissions were coming down and harming people to the point where the Brazilian government actually deployed doctors and the military to investigate. And then when they arrived, they substantiated. They encountered these UFOs, these UAP as well. Зборува за најпознатиот НЛО случај во 1947 во Розвел во Њу Мексико во САД, каде што се срушиле 2 летала и војската ги истражувала. Во интервјуата тој зборува за импланти вметнувани во киднапирани луѓе и тврди дека сето ова е вистина. Тврди дека има и докази за воени лица повредени во блиски средби со НЛО, воени лица на кои им бил признат инвалидитет од војската. It sounds crazy. Well, as I've said before, I'm not saying it doesn't sound crazy. What I'm saying is it's real. Во разговор со Джо Роган, во неговиот подкаст објави и неколку документи кои се декласифицирани од војската и кои може да се најдат на федералните онлайн архиви. Со овие документи Лу вели дека се гледа дека војската ги истражува случаите со НЛО уште од пред скоро 80 години. Тој вели дека во минатото војската се обидувала да иницира појавување на НЛО плански, посебно откако станало јасно дека се појавуваат многу често во близина на нуклеарни инсталации блиску до тестирање на атомски бомби. Исто така често се појавувале при големи активности на војската, како на пример по големи воени вежби, но и воени конфликти. Лу вели дека и познатиот НЛО свиркач Девид Граш, кој што пред Конгресот сведочеше дека војската има вонземска технологија, дека ја проучува и дека има и биолошки материјали од вонземјани, потенцијално и тела, Лу за него вели дека е вистински патриот, што ја сака својата земја и сака да се дознае вистината. Тој ги потврдува неговите сведочења пред Конгресот, а вели и дека лично го познава. Лу прикаже и дел од имплант, изваден од воено лице, што имало блиска средба со НЛО од страна на доктор од воената медицина на САД. Имплантот бил обложен со некаква биомаса, со цел телото да не го активира имуниот систем против него, односно да не може да го препознава како страно тело.
Докторот, што го извадил имплантот, му рекол на Елизондо дека при операцијата имплантот се движел интелигентно со цел да избегне да биде изваден. Што и да ви кажам овде, нема да биде интересно колку што би било ако слушнете што се самиот кажува во неговите интервјуа, кои ви ги препорачувам и ги имате на YouTube. Инаку сето ова се случува во време кога се турка и новиот 5-ти поред закон за НЛО во Американскиот конгрес, наречен UAP Disclosure Act. Во него веќе ви информиравме дека покрај тоа што Конгресот му наредува на војската и владата да ги собере и предаде сите докази за НЛО на Американскиот архив, му наредува да се посочат сите, вклучително и приватните ентитети, кои што имаат било каква врска со проучувањето на леталата. И покрај сите останати наредби, а ги има многу, Конгресот му наредува на војската да направи, цитирам, план за контролирано објавување на вистината.